Наместо нова заедничка средба, Министерството за финансии ќе ги вика на поединечни состаноци секоја од банките за да ги убеди да се откажат од дел од огромните провизии и трошоци со цел бизнисот да добие што поевтини кредити. Владата работи на две сценарија, најави премиерот Мицкоски, но не сакаше да открие кои се тие и на кој начин ќе се убедуваат банките да попуштат во интерес на стопанството. На посебна средба, Министерството за финансии ќе се консултира и со Народната банка. Целта е, вели Мицкоски, компаниите да добијат рекордно најниски камати за кредитите кои ќе ги земат за нови инвестиции. Анализираме две сценарија. Во текот на оваа недела ќе има Министерството за финансии поединечни средби со дел од банките, вклучително и Централната банка, гувернерката, и очекувам крајот на оваа, почетокот на следната недела веќе да излеземе со конечна позиција и да тргне оваа работа. Инаку да, се трудиме компаниите да добијат еднакви историски најниски услови што во овој момент може да се најдат било каде во светот. Конечен епилог од преговорите меѓу банките и владата треба да има до крајот на неделава или почетокот на следната. На средбата предвадена падна договор да се намали рочноста на кредитите по 12 години и грес периодот по 3 години, но банкарите одбија да се откажат од дел од трошоците. Премиерот во повеќе наврати апелираше до нив да бидат општествено одговорни, односно да преземат барем дел од кредитниот ризик. Очекувањата на премиерот беа дека фирмите ќе ги добијат кредитите со стапка од 3,25%, истата по која државата ќе го враќа заемот од Унгарија, со тоа што деловните банки ќе ја субвенционираат разликата од 3,25% камата до реалната висина на нивните вкупни трошоци. Владата веќе попушти и се согласи на намалување на рочноста на кредитите на барање на банките. Бизнисот пак час поскоро чека на ефтините пари за поддршка на стопанството. Од Сојузот на стопански комори велат дека каматата е поволна и немало да биде прв пат владата да субвенционира дел од банкарските трошоци со народни пари. Овој кредит во однос на рочноста е поповолен во однос на комерцијалните, исто така во однос на класичните комерцијални камати 3,20 е добра камата, така да ние од приватниот сектор очекуваме дека овие средства ќе ги добиеме преку Развојната банка и комерцијалните банки и ќе биде еден стимул за понатамошни инвестиции, развој, нови работни места и креирање на ново додадена вредност. На последниот состанок сите банки рекле дека сакаат да се вклучат во проектот, но само една банка била подготвена да субвенционира дел од трошоците за каматата на кредитите. Инаку банките рушат рекорди со историски највисоки профити последниве години. Повеќе од 160 милиони евра изнесува заедничкиот профит на трите најголеми банки во земјава и тоа за само 9 месеци. Добивките на најголемите банки се зголемени за 45%, 12,54%, односно за 11,6%.